На почетокот на следниот месец во Тетово ќе биде премиерно прикажана представата Професионалец, работена по истоимениот филм на српскиот режисер Душан Ковачевиќ. Како живее театарската сцена во Тетово деновиве и колку го има цинизмот присутен во земјава, вечерва во Трилинг разговарам со режисерот Саша Серафимовски. Серафимовски, добро вечер и добро дојдовте во Трилинг. Добро вечер, благодарам на поканата. Сите ја паметиме всушност онаа маестрална игра на Бора Тодоровиќ и Бранислав Лечич, за момент заборавив, која што издобилуваше со цинизам и иронија во Професионалец. Колку ова време моментално сега во земјава диктира за да се направи адаптација на ова дело? Па, поразителен е фактот дека ништо не е сменето од тогаш до сега. Бора Тодоровиќ е вториот избор на Душан Ковачевиќ по смртта на Данило Бата Стојковиќ. Оригиналниот текст е од Звездара театар, всушност е театарска представа, не филм. Адаптацијата доаѓа покасно за филмот, затоа што во оригиналниот текст генерално фигурира ликот и делото на Јосип Броз, а во филмот го гледаме ликот и делото како сака, нели, на Слободан Милошевиќ. Така тоа се два различни концепти, меѓутоа цинизмот кој што преовладува е идентичен како и денес. Само што за разлика од тогаш цинизмот во тоа време, најверојатно не знам, не сум бил присутен таму, меѓутоа сметам дека бил далеку поискрен од овој денеска. Барем тоа е мое мислење. Ако гледате, ако правите некоја паралела на тоа време и овдешното и сегашното кое што е, нема никаква разлика. И токму затоа овој текст на Ковачевиќ безвременски според мене, може да го играте кога сакате, може да го играте денес, може да го играте по 10 години. Тоа е тоа. Секаде постоеле функционери под наводници или тогаш удбаши, агенти, а денес, нели, нешто друго. Агенти имало тогаш, агенти имало и денес, кои што земаат да работат работи кои што не им се работат. Чисто само за да се додворат на системот, односно да бидат лојални, како вели Ковачевиќ, лојални кучиња на било кој систем, без разлика дали е социјален, дали е комунистички, дали е демократски или каков и да е, или режим на крајот на крајшто. Серафимовски, кога ќе се погледне постерот за представата на социјалните мрежи, со големи букви пишува дека проектот е реализиран без поддршка на Министерството за култура. Меѓутоа, во годишната програма на Министерството за култура се вели дека вие сте добиле некакви финансии за оваа представа. Тоа е некаков маркетинг трик или сакате некоја порака да пренесете? Не е маркетинг трик, ги врати средствата назад, затоа што сметав дека се понижување за еден професионалец кој што треба да работи театар. Средствата не би сакал да ја коментирам, ако инсистирате ќе ви ја кажам сумата, меѓутоа сумата која што беше доделена, сватив дека можам сам да се ја продуцирам. Че буквално, сега вие може да претпоставите колка се тие средства. Што е смешно, тоа е навреда и не е прв пат, меѓутоа оваа година мислам дека малку повеќе требаше да се обрне внимание барем на некакви си традиции, на некакви си македонски работи, кои што со оваа година, на годинешната програма, се апсолутно лаут. Не е поддржано Министерството за култура, затоа што средствата преку институцијата, преку која беше конкурирано Националната установа Центар за култура и Илијантевски смок Тетово, му кажав на директорот дека се откажувам од тие средства. И како живее театарската сцена во Тетово, ако немате некој солиден финансиски буст од страна? Добро. Прашањето е доста интересно. У Тетово има неколку национални установи кои работат театар, меѓу кои најстаро е ова драмско студио кој што не е поддржан на капа, што е многу интересно. Има национална установа Тетовски театар, секоја чест на тие момци кои што се трудат максимално и работат и на македонски и на албански јазик, меѓутоа главниот столб на тетовската, ајде да кажам, театарска сцена го носи драмското студио и тоа е непобитен факт. Серафимовски, вие низ вашата кариера работите монтажа, работите режија, актер сте. Како успевате да направите, да кажам, синхронизација помеѓу сите овие улоги? Па видете, не можете да ги поделите временски. Например, од јануари до јуни ќе работам ова или од јули до крај на година. Но најверојатно е некоја состојба на инспирација. Монтажата ми било од секогаш интересно да комбинирам слики и тон според мое видување. Се надевам дека достигнав некое онака малку повисоко ниво, затоа што било кое дело визуелно кој што го работам го монтирам сам. Не дека немам поверење во луѓето со кои што работам, туку едноставно сум човек кој што стреми кон некаков си перфекционизам
Едноставно немам храброст ниту образ да малтретирам некого толку време. И најверојатно тоа е една од причините која што работите, кој што ги работам сам. Актерството ми е онака во крв, мојата струка не е актер, јас сум режисер филмски. Меѓутоа актерството ми е вкоренето од дете. Значи уште од далечните 90-ти години, како човек кој се занимавал со театарска уметност на аматерска основа, се разбира тогаш, на некакви си младински драмски студија и слично, довело до крај како една главна инспирација да на релативно досна возраст запишам филмска режија како факултет, пошто најверојатно ништо друго повеќе не се наоѓа. Спојот е интересен. Ви кажав, се состојба на моментална инспирација. Буквално имам дома преку 50 драмски дела кои што ги имам во фиока и сите имаат некои си дати оној момент кога биле преведени, адаптирани или лекторирани. И може да се случи да ги работам после 10 години. Како што е случајот со Ковачевиќ, например, со професионалец, тој текст го имам во глава некаде 6 години, не знам, најверојатно сега беше моментот. И покрај сите работни ангажмани кои што ги извршувате во Скопје, Тетово не го заменивте, тетовската адреса си остана и покрај тоа што на моменти знаете да бидете поприлично гласен за некои работи кои што се случуваат во Тетово. Па добро, ако структурата која што моментално сега влеговме малку политички, меѓутоа ајде да објасниме до крај, дојде на власт 2016 година токму поради тие работи, дека треба да бидеме гласни, дека треба да ги коригираме општествените појави, па дури и во уметноста. Сметам дека не правам лошо дело. Тетово не сум го напуштил затоа што корените длабоки ми се од тој град. Скопје сум работел и се уште работам. Голем број од моите пријатели потекнуваат од тука. Ако ме прашувате мотиво зашто не го напуштам, не знам. Најверојатно некое локал патриотско чувство, затоа што можеби уште наоѓам плодна почва каде би можел да работам, односно да делувам уметнички. Мојот протест под наводници, кон било каков систем или личност не може да се одействува со фрлање на камен во прозор. Јас се трудам да го кажам тоа преку сцена, преку текст, преку филм, преку таква некоја уметничка форма на протестирање, ајде да бидам гласен, како што велите вие, сметам дека тие социјални мрежи се можеби моментално единствената алатка преку која што вие може да допрете до одредени структури, иако и лично ги познавам тие одредени структури. Успеав на некој начин очите малку да ги завртам кон градот по шара, затоа што реално за волја на вистината одамна беа завртени на некоја друга страна. А во градот под шара беше актуелна една изјава на тетовскиот градоначалник дека Тетово е центар на албанците. Како ја толкувате вие ова изјава и како преовладува тоа локално патриотско чувство кога ќе... Па видете, ако вие во вашиот релативен краток или долг мандат не сработите ништо од оно што сте го кажале. И кога доаѓа момент да дојдат ваши сонародници, ајде да кажам, од диаспора или од некоја друга држава, кој е наш сосед, без разлика дали Албанија или Косово, што вие ќе им представите нив дека се сработили освен гол национализам? Градоначалникот на Тетово, господинот Касами, од првин се трудев да го разберам, на крај ми е смешен. Затоа што, ако алудирате конкретно на неговите последни небулозни изјави, сметам дека прво треба да се засрами сами од себе си, затоа што дволичноста која што произлегува од неговата уста, треба најпрвин да ја мери кон оние кои што му дадоа поддршка, а тоа се македонците. Да не беа македонските гласови, господинот Касами немаше да стане градоначалник на Тетово и тој е свесен за тоа. Сега не можам да протолкувам таа изјава, верувајте ми, затоа што најверојатно сметам дека можеби то не може таква изјава да даде нормален човек. Верувајте ми, тоа според ме, особено не некој што се занимава со политика, каде што треба да работи во добробитот на сите граѓани. Се таа негова изјава, тоа е најверојатно некој сон кој што лета на некакви крилја, подржан од некој, меѓутоа ниеден сон не е вечен, така да некој ден убаво ќе мора да се разбуди, да се соочите со реалноста, дека Тетово е град на сите граѓани кои живеат во него и не можете никако да дадете таква глупост од изјава. Серафимовски, ви благодарам што бевте дел од Трилинг и ви посакувам успешна премиера. Фала, ви благодарам и вас.